Добро утро и од мене. Еве, петок е, убаво утро и време да позборуваме за нешто што не нужно мора да се случува во нашаво општество, во нашава средина. Наша соговорничка денеска е Искра Гешовска, председателка на Сдруженијето Контрапункт, програмска уредничка на Фестивалот за критичка култура КРИК. Добро утро, Искра. Добро утро, Сашка. Намерата ни беше да поразговараме за новото издание на паневропскиот фестивал Фрајраум или Простори на слободата. Да кажеме дека тој се одржува денеска и утре, практично, и дека всушност организатор се ГТ институтите во Европа, во европските држави. Меѓу нив и нашиот овде од Македонија. Па сега да почнеме еве со тоа кои се годинашниве теми за кои што врвни интелектуалци и уметници ќе размислуваат и ќе разговараат. Да, и јас најпрво да се заблагодарам што имате интерес за оваа платформа, за Фрајраум платформата, која што иницијално започна во 2017 година, точно под покровителство на ГТ институт од Минхен и од Брисел пред се, и се разбира локалните ГТ институти низ цела Европа, но низ текот на годините ние успеавме да ја осамостоиме платформата, така што сега таа функционира секако со некоја минимална поддршка на ГТ институт, но институционално всушност е регистрирана во соседна Грција од колегите од Artbox и уште од неколку организации. Ние за среќа влегуваме во тој наратив на основачинова платформа. Јас сум и председателка на кураторскиот тим таму, така што тоа што е радосно е што ова е конечно, би рекла, еден од ретките месечини, секако дека постојат и други, ама не многу, еден од ретките проекти во наводници, иако не го сакам тој збор многу, што успева да се одвои од да се осамостои, да се институционализира од првичната иницијална чадор организација. Зошто е тоа така? Затоа што навистина за мене е ова голема радост, учествувањето и вклученоста во овој наратив. Навистина е реткост денеска да се соберат, да се создаде заедница, особено заедница која што ќе копне за слободата, која ќе ја промислува, реобмислува, критички ќе ја редефинира, ќе ги редефинира концептите на слободата кои што секогаш се актуелни, а се чини денеска поактуелни од кога и да е. Врз основа на чувство едно на припаѓање. Бидејќи кога зборуваме за слободата, знаете, како слободата е навистина, според мене барем, поголема одговорност отколку угнетувањето. Значи во просторот на слободата имате вие поголема одговорност отколку во просторот на угнетувањето. Бидејќи тој простор на слободата бара да се одржува, стратешки да се обмислува и постојано, нели, да се преиспитува. Сега, оваа конференција е втора по ред што ја организираме. Лани имавме една онлайн и решивме да не биде тоа една, како би рекла, затворена, дискурзивна, панична соба, нели така обично сега ги доживуваме, особено овие онлайн или хибридни, ако сакате, настани, бидејќи само по себе Фрајраум е заедница во која се поместуваат некако хоризонтите на очекување, во која трансверзално се отвораат прашањата и се пресликуваат концептите кои извираат од тие лавиринти на уметничкото, политичкото, општественото, ранливото патување низ
сите искушенија, би рекла, кои ги нудат различните социокултурни контексти. Во таа смисла и оваа конференција која што ќе се одвива во овие 2 дена е замислена лабораториски, ќе ги испитува границите на политиките на пријателството, кое што е за јавно добро и кое што се повеќе некако магловито исчезнува, преку тоа постојано преиспитување на идејата и просторите на слободата, сега во дигиталната култура, но и дигиталната култура како некаков субститут на агората. Еве јас да прекинам малку затоа што од она што можев да видам како агенда на ова издание на оваа платформа се прилично политички, уште повеќе општествени важни теми, како што е, например, иднината на протестите, новите политички субјекти, новите движења, се мисли и општествени и политички, веројатно, и повторно новите солидарности. Што тоа значи? Дека интелектуалците ги промислуваат, ја промислуваат некако иднината или она што ќе биде најактуелно всушност во општествата во Европа? Сите сме свесни, да, темите се апсолутно политички и тоа уште еднаш упатува на тоа дека луѓето кои што действуваат во поширокото поле на културата и кои што се интересираат за современите уметнички практики се политички. Значи, тоа го знаеме од авангардата па наваму. Значи, уметноста заврши со она приказна дека е нешто што е диаметрално спротивно на општествените и политичките динамики. И во таа смисла, значи, ние детектираме, ние имаме одговорност, иако доаѓаме од сферата на културата, имаме одговорност да констатираме дека во светот се чувствува нешто не баш добро. Во сите тие динамики на биомоќта, во сите тие, како да кажам, пиар дизајнирани политики и идеологии во многу големи наводници го ставам според идеологија, бидејќи веќе тоа не постои, како сакам радикално да се изразам. Значи, констатираме дека човекот не се чувствува безбедно и дека се чувствува луто и гневно и критично. И затоа е важно да се негува, да се артикулира и да се адресира на некој начин тој протест во однос на она што реал политиката ни го нуди како концепт на слобода, на демократија, на заедница и така натаму. Значи, сакаме да се конфронтираме себе си, а со тоа да ги конфронтираме и сите, ајде да одиме потесно, сите европски политики, како да кажам, кои што само дискурзивно, повторно ќе кажам, манипулираат со концептите на солидарност, на слобода, на комонс, односно заеднички добра, на инклузија, па изборот демократија. Зборот демократија како изборот љубов навистина стана, па како изборот слобода, навистина стана поприлично девалвиран. Значи, сведочиме на една модна писта во реал политиката, каде што просто и токму затоа овие десничарски, чудни, мистериозни движења кои што стануваат толку релевантни, не заробуваат токму од овие причини. Затоа што се е сведено на пиар и на модна писта. Политички. Разбирам, разбирам што сакаш да кажеш, Иска, но сега сакав и за еден втор аспект на ова учество, сега да честитам на оваа позиција во кураторскиот тим на оваа платформа Простори на слободата, која што навистина мислам дека е важно. Од кај нас го гледам и Славчо Димитров дека ќе учествува на овие дискусии, гледам дека и навистина познати имиња од академскиот свет се таму. Па сакав да прашам, неоспорно е тоа дека секое излегување од нашиот овдешен контекст е придобивка, но сакам да прашам во каква
во каква кондиција, во каква состојба е тоа меѓународно некакво поврзување на нашите уметници, на нашите интелектуалци, ете со европските барем, ако не со светските? Да. Да, многу важно прашање, бидејќи толку станавме локални што просто човек веќе нема здив. Особено пак со пандемијата, уште повеќе како да заборавивме дека постои другото, постои различното. Преку учеството на контрапункт и воопшто на сите членови на контрапункт и моето учество во оваа платформа, всушност се добива шанса да се направи синергија и поврзување на нашите културни работници, на нашите уметници, на нашите мислители, теоретичари, филозофи и така натаму, со оние кои што се релевантни на теориската, филозофската, па и политичката и уметничката сцена во Европа и во светот, бидејќи имаме некои учесници кои што се и од Америка и така натаму. Значи, мислам дека е тоа многу важно да покажеме и да го отвориме тој простор низ ваквите соработки на представување на она што ние го имаме и овдека. И тоа ќе биде поттик и за самите нас, бидејќи луѓето, знаете, кога се затвораат во еден логор, дури престануваат, веќе не знаат, ги немаат своите надворешни референтни точки и не знаат докаде се со своите практики, со своето творештво. Така што мене ми е многу драго што и годинава и минатата година, низ платформава некако се поврзуваат и се представуваат луѓе и од Македонија, но и други перспективи, други хоризонти на мислење кои што доаѓаат надвор од Македонија овдека, и тоа е една од клучните работи. Ние сето ова, кога ги имаме тие бескрајно инспиративни состаноци, разговори со колегите од платформата, за тоа кои што се волонтерски, тоа е исто интересно. На денешно време, значи ние имаме буџет исклучиво за овој конференцијски дел, но немаме буџет за ништо друго. Но со таква страст и жар сите учествуваме, тоа значи дека темата и начинот, концептот на поврзување и на функционирање е исклучително релевантен. Сме го погодиле, така да се изразам, моделот за тоа како треба да се формира една заедница. Значи, на денешно време ние волонтерски макотрпно работиме за да го одржиме овој наратив кој што ќе укаже дека не е битна втолпеноста, битна е автономијата и битно е взаемно да бидеме во постојан контакт за да може да зборуваме за нови политики, за нови концепти на слободата и да ги вратиме идеолошките, загубените идеолошки соништа. Искра Гешовска говори за слободата со таква силина во овие утрински часови, што човек да се праша како да споделиме нешто таа енергија, Искра. Да. Сигурно, штом сум со вас, значи секако дека споделувате, сте препознале дека е потребно. Греб и ние гребкаме малку таа енергија, макар 5 точки пред викенд. Добро, мене ми беше пак фасцинантно, ја погледнав програмата на оваа платформа, на тоа што ќе се случува овие 2 дена, што вакви широки концепти за слободата, за демократијата, за солидарноста, се успело всушност да се концепираат во многу конкретни и уметнички и теориски и предавања, и излагања и дискусии. Навистина фасцинантно, кој има време препорачувам да погледне и на социјалните мрежи, имаат и на својата платформа. И ова да, беше интересно како пандемија, дали само пандемијата всушност е причината за тоа што
Некако малку овие денови слушаме за излегувања на наши мислители, теоретичари, па дури и на уметници, ако не е тоа во некаква организација или меѓународна соработка, нели, од официјалните институции, малку слушаме, но кога ќе потпомине оваа пандемија, верувам дека сепак ќе се зголеми бројот на луѓето кои што имаат што да кажат и кои што се многу добри представници и на нашата уметност и на културата воопшто. Да, се надевам и јас. Тоа е тенденцијата. Нема фајде од затвореноста и самодоволноста. Добро, Искра Гешовска, благодарам за овој убав утрински разговор и конечно да чуеме и нешто што не е тука наше локално, туку тоа што се случува во Европа. Ви благодарам многу за интересот и за поканата, ми значи, и на колегите од Европа им значи. Благодарам, Искра, и од моје име, а ние ќе си останеме во еден контакт за да си ги разговараме вие теми и вон студијава, бидејќи смислата на сето ова е всушност да се шири таа зараза за слободата бубевска. Да, се разбира. Благодарам за овој разговор.